Дали флиртот се смета за неверство? За едни тоа е сосема природна комуникација, за други пак флиртот е опасна зона. Ако не би сакал твојот партнер да го направи истото, тогаш зошто го правиш ти? Е ставот на едната страна, а другите пак велат, се додека нема физички контакт, тоа не е неверство. Ние прашавме, познатите одговорија. Зависи до каде оди флиртот и таму има граници. И во флиртувањето, оној невинува флирт сите го правиме секојдневно и нема ништо лошо во тоа. Кој ќе се насмевнеш на некој од икс причини, нели? Ама сепак ќе кажам, ако флиртот помине некои граници на нека одредена зона, мислам, да, го смета. На некој начин, да. Наша работа е како артисти да флиртуваме со сите оние кои што се во публика за да ни дојдат пак. Флиртот не е неверство, сите добро знаеме што е неверство. Флиртот дали го сметам за неверство? Иван имаше многу добар одговор од Либеро, кога кажа дека нашата работа не тера да флиртуваме. Ако он флиртува со посетителите на настап, јас морам да флиртувам со гледачите. Така што самата работа ни го налага тоа. Леле, јас на оваа тема имам многу да кажам. Го слушнав Иван како коментира и видов дека осудуван и морам да кажам нешто во негова одбрана. Дали можам надолго да. Постои нешто што нашите гледачи не може да го разберат, а тоа е дека постојат луѓе кои што не се занимаваат со јавна професија, постојат луѓе кои што се занимаваат со јавна професија, постојат музичари. Ние како музичари имаме, се вика, еден флирт во музика и тоа е само на тој начин ние можеме да оствариме контакт со нашата публика. И Иван тоа сакаше да го каже и поддршка до Иван затоа што не може без флирт во музика. Но, ако се вратиме и го тргнеме тоа дека ние сме јавни личности, дека сме музичари, ако влеземе во приватното, флирт, за мене флирт е исто како неверство, но не и во музичкиот свет. Така што има надолго, на широко. Не, апсолутно не се смета флиртот за неверство, нормално во рамките на она што ти дозволува своето внатрешно, зависно, нормално. Тука се многу фактори во прашање, дали си човек кој што има партнер или нема партнер, дали можеби би му наштетил на партнерот со тоа што го правиш и нели флиртот кој што го изведуваш во моментот, но според мене пред камерите и пред луѓето кои што се дојдени на твој настап, апсолутно е преку потребно да ја дадеш таа љубов, тоа внимание, па макар и да е флирт, апсолутно. Дали сметам дека е неверство, можеби не, меѓутоа не е убав момент, ни од машка, ни од женска страна, меѓутоа нели нормално, не е забрането ако некој помине или дечко или девојка и убав или згоден и згодна да прокоментираш. И си имаме ние ситуации и со Роберт приватно и кој да ако помине некоја згодна девојка или згоден маж некој да си прокоментираме дека супер изгледа. Па да, мислам дека доколку го почитуваш својот партнер и го сакаш искрено, воопшто нема да посегнуваш по некои такви работи и едноставно знаеш што ти е приоритет, што ти е љубовта во животот и дефинитивно за мене е тоа бесмислено. Да. Да. Ако некој човек е љубезен, културен, искрен, не према тебе, према било кој, тоа обично се зима као не за зло, меѓутоа се користи, се употребува како флиртување или дека нешто сакаш да направиш пус. Меѓутоа, кога ќе не идеме на љубезни, на културни луѓе и кога го гледаме нивното однесување, мислам дека тоа е одлика на нешто што е за почит на некој начин. Сега, кога станува збор за флирт и флирт, се знае, нели, што значи флирт. Но дали се смета за изневерување? Па мислам дека се смета за изневерување. Не значи дека ти треба да направиш нешто со некого доколку си во брак или во врска и не мора да биде тој контакт физички. Доволно ќе биде да се размени, не знам, хемија и очен контакт или слично и тоа мислам дека се смета за
се смета за неверство. Меѓутоа треба да се разграничат работи кои што е неверство и што е убаво однесување. Па не би рекол, неверство е неверство, значи кога ќе те фатат жив негде, али ова малци некултурно ќе звучи, од постари луѓе сум слушал совети кога ќе те фатат, вика, немој да признаваш. Тоа е само онака анекдота го кажувам, али мислам дека флиртувањето сите флиртуваат на некој начин, и најзалюбените парови знаат понекогаш да флиртуваат, можеби некогаш и несвесно, така да мислам дека не е тоа неверство. Според мене чисто е тоа некои луѓе си го сваќаат како забава едноставно.